Може да се појават неколку видови на дискриминација поради нечија етничка припадност, родов идентитет, сексуална ориентација и местото каде живеат. Во Северна Македонија, ЛГБТК плюс луѓето се соочуваат со висок степен на дискриминација и насилство во нивното секојдневие, вклучувајќи физичко, вербално, сексуално и психичко насилство. Сепак, не сите ЛГБТК плюс луѓе во Северна Македонија се соочуваат со истиот степен и вид на дискриминација. Транс луѓето, ромите и ЛГБТК плюс луѓето кои живеат во села се соочуваат со многу повеќе дискриминација и маргинализација. Многу фактори влијаат врз искуствата со дискриминација кај ЛГБТК плюс луѓето, вклучувајќи ги национализмот, религиските вредности и конзервативните уверувања во врска со семејствата и врските. Ова пак има сериозни последици врз маргинализираните групи. Истражувачи се сретнаа со членови и членки од заедницата и утврдија дека ЛГБТК плюс луѓето имаат широк спектар за потреби кои не се задоволени. ЛГБТК плюс луѓето чувствуваат дека хомофобијата е пораспространета сега отколку што била во минатото и дека стравото од аутирање, особено во помалите градови, создава бариери при задоволувањето на нивните потреби. Исто така недостигот на услуги во нивната заедница го зголемува искуството со дискриминација и насилство кај ромите. Социјалните, политичките и правните чинители испреплетено заеднички влијаат врз многуте потреби на ЛГБТК плюс луѓето. Една од причините зошто потребите на заедницата не се задоволени е бидејќи нивните гласови не се слушнати. Колку е поголема маргинализацијата, толку е поголема и поразлична неравноправноста, која пак ги засега сите сфери, и тоа образование, економска положба, здравство, безбедност, домување. За да се спротивставиме на ова, треба да настанат одредени промени на секое општествено ниво. Мора да се усвојат стратегии кои ги остваруваат правата и потребите на овие заедници, за да истите бидат почитувани, заштитени и исполнети. Ова може да се постигне преку активизам, па затоа е важно членовите и членките на заедницата да учествуваат во него, со тоа што нивните гласови да бидат слушнати и нивните потреби да се задоволени преку политиките и законите.